Дали иднината не носи лето кое ќе трае половина година? Летото на северната хемисфера, вклучително и во Македонија, може да трае скоро 6 месеци до крајот на векот, ако човештвото не преземе мерки за ублажување на климатските промени, откриваат најновите студии. Тоа може да има значително влијание врз земјоделството, здравјето на луѓето и животната средина. Резултатите на истражувањето покажале дека во текот на годините должината на летото се зголемила во просек од 78 на 95 дена, додека зимскиот период се намалил од 76 на 73 дена. Слично е и кај пролетта и есента. Соодветно на тоа, пролетта и летото доаѓаат порано, а есента и зимата подоцна. Медитеранскиот регион и Тибетското плато забележале најголеми промени во циклусот на годишните времења. Според истражувачите, без напори за ублажување на климатските промени, зимата ќе трае помалку од 2 месеци до 2100 година, а должината на преодните пролетни и есенски периоди ќе продолжи да се намалува. Бројни студии веќе покажаа дека промените на должината и почетокот на годишните времења представуваат значителни ризици за животната средина и здравјето на луѓето. Промените во годишните времења исто така ќе имаат сериозно влијание врз земјоделството. Поради продолжениот период на вегетација, луѓето ќе вдишуваат повеќе полен што ќе предизвика повеќе алергии, а комарците што шират болести ќе се повлечат на север. Жешките и долги лета може да бидат придружени со поредовни и поинтензивни топлотни бранови и шумски пожари. Потоплите и пократки зими може да предизвикаат варијации што може да доведе до студени бранови и тешки зимски бури.